Ќе ни кажете ли дали се чувствувате одговорна што не дозволувате градот да се исчисти? Јас ни оддалеку не сте блиску до истината. Ваша должност е да одобрувате да набават нова опрема, нови инвестиции. Повелете горе на Сидница, да слушнете вистината. Пајте да видите. Знаете ли дека сега правите кривично дело? Зашто правам кривично дело? Зашто? Употреба на службена положба, несловесно работење во служба. Повелете кој од како тоа повелете на управен одбор да ги видите и записниците, апсолутно ќе дозволиме. Затоа ќе замолам вас како директор, вашиот помошник, представниците на медиумите да напуштат салата, да не остајте да си ја срамотиме работата. Ова госпожата која што е осуден криминалец, инаку да, со пресуда. Ова на овој управен одбор требаше да се гласаат сите овие одлука за вработување на тие сезонци, одлука за набавка на нови камиони и така, за одлука за набавка на сервис на камионите. И они тука на овој управен одбор требаше дали да гласаат, не гласа. И сега кога влага инспекторатот и полицијата би требало да изгледаат снимкава и да прашаат на овој управен одбор зошто не гласавте вие за да се набават нови камиони и да се сервисираат старите, зошто не го гласавте таа јавна набавка? Зошто? Заради тоа што вие сте донеле таква и таква одлука, сега камионите се нефункционални, градот прљав и постои опасност од... Сега да прашам вака, на Охрид цел управен одбор у АПСија, начело со Јорго Ќука, го ставио притвор, ги однеса луѓето во затвор. Цел управен одбор у АПСија за колективна одговорност, АПСија. И лежа затвор, Јорго 3 години одлежа затвор. И зашто немало чисто,